Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска изнесува дека има пари за повисоки минимални плати ако власта се откаже од криминалните тендери. ВМРО ДПМН со видео докази за работењето на Сојузот на синдикати на Македонија под налог на социјалдемократите. Имајќи во предвид тешката економска положба на работниците, намалениот животен стандард и барањата на синдикатите, СДСМ поднесе закон за зголемување на минимална плата на 600 евра. И наместо да ги покачи платите на работниците и да обезбеди пари, ВМРО тргна во медиумски напади врз СДСМ, а потоа и врз синдикатите. Владата вели за работниците нема пари, но има пари за криминални тендери, има пари да се планира купување нов владен авион и туристички патувања, како оние во Давос, со државни пари. Затоа веднаш се стави во погон партиската говорница на ВМРО и медиумските кујни под контрола на Орбан. Разгледувањето на законот за работни односи, кој што е во финална фаза на донесување како нов закон, значи веќе последните читања се разговараше односно за став на Сојузот на синдикатите на Македонија во однос на претстојниот референдум што начекува сите граѓани на Република Македонија во недела. Во таа насока можам да кажам дека едногласно, односно со консензус, значи сите беа за тоа дека да го искажеме ставот на Сојузот на синдикатите на Македонија во насока дека сметаме дека работниците во Република Македонија на претстојниот референдум со излегување и со користење на нивното уставно право и глас ќе придонесат за поголема сигурност и подобрување на нивната економска и социјална положба во иднина. Почитувани граѓани, поврзаноста на ССМ и Трендафилов со СДС не е од денес, туку од поодамна. Впрочем, СДС преку Јованка Тренчевска го постави Трендафилов незаконски за председател на ССМ.